jer ima spontano sobiranje na grupa građani kako rezultata najavljenog protesta u ranje časa od opredeljene grupe na građani, odnosno politički motivirani opredeljene političke opcije i jasno ukažува дека проблемот со вода во Куманово е политички обоен, бидејќи два отделни собира, две различни вистини. За вода на вистината вчера и неколку државна заседба вчера имаме многу плодни разговори кои резултираа со тоа што се говориме денеска сите организирани групи да не одат на протести. Овој протест кој се направи денеска на градската площад ќе биде растурен, нема да продолжи така. Аспект што во моментот во Скопје екипа на јавно предпријатие Водовод и водостопанство Липковско поле, предводена од начелникот на ВМРО господин Георгиевски, сега министерот на земјоделие, за да се направи некоја резултанта, некоја решение во овој повеќе годишен проблем. Проблемот е очигледно познат да сите граѓани во Куманово, цената на водата која е енормно висока за Куманово и единствено таква цена во Република Македонија. Значи со арбитрирање на министерот кој е задужен на влада Република Македонија да се најде некое соломонско, некое решение кое во моментот ќе ја преброди кризата со достапна алтернативен вод байпас, а и понатаму у една помирна релаксирана атмосфера кога ќе имаме нормално водоснабдување, да седнеме и да подпишеме договор со цена која ќе биде регулирана преку Министерство за земјоделие. Тоа е солуција која донесуваме сиреќа на договор до касните вечери часови 11 часот да дебатираме на таа тема, представници на општината, на јавно предпријатие Водовод, пратеници до ВМРО од водостопанство Липковско поле. Значи очигледно не е проблем технички, карактеристики на байпасот, проблемот е во цената и тоа денеска се надевам да се преброди со Господ напред од понеделник граѓаните да имат нормално снабдување вода. Ако не дојде до решавање на тој проблем, мислам дека граѓаните во поголем број од понеделник ќе излезат на улици и ќе излезат своја тревога. Тревотот е оправдан од аспект што овие тешки временски услови, жестини, ние немаме нормално снабдување вода, особено во висока зона, и тука се сегнати многу граѓани кои немаат не политичка ориентација, ни се ориентирани према било која политичка опција, ни не ги интересира нешто да разбирање на политички план, не ги интересира нормално снабдување со вода. Се надевам дека денеска разумот ќе превлада и ќе имаме солуција која ќе биде во интерес на град Куманово и граѓаните. Детаљите од разговорот, што моментално трае, не ги знам. Имаме податок дека владата доне одлука на седница на влада да го задолжи министерот на земјоделие да ја отпочне преговорите помеѓу овие два субјекта, овие две предпријатија водостопанство и ЈП Водовод, и со надминување на акутната минутната криза, мислам дека ќе влеземе во втора фаза каде ќе ведеме до договарање на цената. Предпоставувам дека и најави има дека од есен ќе има одлука на влада за преземање на водостопанства, со тоа ќе се дојде до состојба каде ќе имаме унифицирање на цена на Република Македонија. Тоа за Куманово и за Водовод одговара, мислам дека тоа ќе биде крајно решение и ќе се стави точка на повеќе годишни проблеми.